Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте уште едно издание. Малку сум понеформално облечен, што значи денеска ќе имаме гостин од друг формат. Александар Митовски од Инфомакс е повторно гостин тука. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов и фала ти на втората покана. Нема проблем. Кога ја направивме првата емисија, вие бевте доволно љубезни и доволно елоквентни да говорите за многу работи и да направите една политичка анализа во Македонија. Она што ми е интересно, кога ќе се навратам понекогаш на репризите, да видиш после неколку месеци колку му држал вода или она што е кажано било содржајно, уште повеќе ме мотивираше сега да ве поканам. Тогаш уште не беше јасно, нели ќе има македонска пролет, не ќе има македонска пролет, се клатеше, не избликна тоа, ама затоа сега гледаме прилично едно дигање на севкупното ниво во општеството. И би сакал малку едно да се согледаме една работа, па да си го премерам и паметот преку вас, дали и јас сум више ненормален стана. Имено не, ретко више веќе гледам нормални луѓе у моја околина, ретко гледам луѓе нормални на секаде каде што одам. Оваа ситуација е се само не е нормална и нормално луѓето тоа го впиваат и стануваат такви каква што е нивната средина. Не може да имаме ние нормална средина во општеството, во општество во кое што во болница живи гора 14 луѓе. Јас бев вечерта таму, тоа беше страшна гледка и да не бидам многу морбиден, уште пострашна миризба. Цело Тетово беше траурна беше ситуацијата таму. Во таква ситуација да немаме оставка, да немаме морална одговорност или да имаме фингирана морална одговорност, да ме кеве јас понудив, па ти ако сакаш прифати ја. И утре нема да ја прифатам. Нема во таква ситуација, со таква власт, со такво раководство на државата, нормална ситуација нема и ретко затоа и гледаме нормалност околу нас. Ајде, наврати се на таа вечер, извини, може би болно ќе ти биде. Рече миризба. На што мислиш? На она пластика изгорена? Не би сакал гледаат и семејства. Мислам, наистина е морбидно да зборувам за тоа како изгледаше таа сцена таму и како што се чувствуваше во тој амбиент. Од миризбата, од ситуацијата, од луѓето кои што беа собрани таму, од полиција, имаше и униформирани, зборам, војска. Страшна ситуација. Во таа ситуација се очекував најмалку дека барем Филипче ќе си даде оставка веднаш уште вечерта. Не, напротив, имаше еден дополнително арогантен однос, па се појави пред тие луѓе, пред тие семејства таму да им објаснува дека се ќе биде во ред, веројатно не знам што мислеше да каже кога дојде таму, ама за малку избега од голема ескалација, за малку се спасија да не им летнат главите тука на лице место. Имаше многу полиција што ги обезбедуваше. И затоа ти викам, не гледам, се префрлив на ти, веројатно не ти смета. Не, нема проблем. Ме интересира сведоштво твое, сакам да го чуем. Дојдоа, беа навредувани, се пушти маса на луѓе, семејствата сите беа таму собрани. Полицијата ги спаси, некако ги извади, ги внесува во општина, од општината 15 минути беа во општина, избегаа. Тогаш се насопра огромна полициска сила, значи сигурно имаше 600-700 полицајци таму, плюс униформа, плюс униформа, зборам маскирни униформи беа некои, дали беше војска или беа специјални единици на МВР, не сум сигурен. Дојде обвинител, нас новинарите не избрка, не смеевме да фотографираме, не смеевме да снимаме, се расправавме дури на тој пренос во живо кој што го имав јас од таму. Се слуша како се расправам со еден од полицајците, не брка за да не снимиме што се случува во моментот таму и како се врши увидот, затоа што знаете кога се врши увид веднаш по некој таков настан, важно е дали доказите се добро обезбедени и дали со доказите некој ќе манипулира, затоа што тогаш се гледа дали се манипулира со докази и тогаш може да се манипулира со докази, да се трне некој доказ, да се стави некој друг, не избркаа сите. Нормално, новинари сме, најдовме друга ситуација, друг плес од друга страна, снимавме се, но
Не знам, после таа ситуација јас не гледам нормално со оваа држава. Што е твојот заклучок од сево ова сите пресови што стигнаа подоцна? Како Мојот заклучок е дека грешката е направена уште кога се набавувани модуларните болници. Уште кога е правен планот и кога се направени проектите за тоа како треба да биде, како треба да изгледа и како треба да биде изведена таа модуларна болница. Уште тогаш е направена грешката. Гледав пред некој ден имаше експерт, мислам дека беше електроинженер или нешто на телевизија, знам дека имаш изјава кој што вели дури и да имало ситуација во која што дефибрилатор или полноч за мобилен направил спој, треба да има, и тоа мислам сите го знаеме, тоа сите дома имаме осигурачи, би требало таа склопка да прекине. Во оваа ситуација ако не прекинала, односно ако се ужарила толку многу тој кабел, тој спроводник, тоа значи дека немало склопка, немало осигурач кој што би ја прекинал струјата и затоа се ужарила толку спроводникот и ја запалил таа пурпена. Кога би имало склопка, нели не би се запалил, не би се ужарил толку. Проблемот е од таму и многу е небулозно да слушаме дека не постои одговорност кај првите луѓе во Министерство за здравство кои што го одобриле тој проект, ставиле параф за тој проект да биде потоа тендериран и да бидат поставени такви модуларни болници. Значи тоа мора некој да го види пред да се тендерира, пред да се изгради, пред да се инсталира. И сега ние ќе збориме за кабелот, дека бил виновникот. Нема врска. Ти беше таму, беше меѓу луѓето, а ти до овој заклучок мораш да дојдеш и со некаква дедукција, нели? И како новинар ти е должност, чекаш пресови, чекаш извештајот беше, нели, продолжниот кабел, што е нонсенс. Јас сум цел живот со продолжни кабели, одлично знам како функционираат. Не беше дека е полноч од мобилен телефон. Полноч од мобилен телефон е 5 вати. И тој не може да направи таков спој. И да направи таков спој, знаеме осигурачи, барем сега современи, а сигурно она не била на бушон, да. Па и да е на бушон, ќе пукне бушонот. Да. Нонсенс е таа приказна. Значи, мене ме прават будала, барем од она основна култура што ја имам за Имаше таму луѓе, но ми интересира. Пази, кај албанците многу нема, доста албански граѓани погина. И доста од семејствата кои излегоа и кои протестира, иако имаше македонци, беа албанци. И беа навистина од она што можев да го видам здивени. Нив не им требаше многу анализи да им стане јасно кога ќе ти изгорат живи луѓе, кој треба да ја сноси одговорноста. Нели, ако се сеќаваш дека неколку дена после тоа отидоа и во штабот на ДУИ, па полиција ги бркаше и експресно ги осуди тие што отишле таму да протестираат. И сега имаме луѓе кои се одговорни морално, етички и политички, кои се на слобода, и имаме луѓе кои ги изгубиле своите фамилии и се во притвор. Во притвор е оној човек чиј татко изгоре за да го спаси братко. Значи, имаме и таква ситуација. И не можеш ти да бараш нормалност во оваа ситуација, видиш, понекогаш не сум нормален. Не, јас цело време. И не се работи тука за тоа дали се албанци или македонци или било кој. Минатиот пат зборувавме за апатијата која што владее меѓу народот и зборувавме за тоа дали ќе има пролет или нема да има пролет. Има една ситуација и тогаш кажавме, нели, не верувам дека ќе има она пролет која што е во класична смисла на зборот револуција, излегување на улица и протестирање. Мислам дека овие избори ќе бидат таа македонска пролет. Во Македонија ретко кога се случува ваква, да речам, таква револуција. Се не може да кажам револуција, не е револуција, али такви нереди, какви што беа за време на шарената револуција. Или се вештачки, или секогаш кога се појавувале, или биле вештачки, или се случувало нешто монументално. Значи, дали било одвојување од ЦФРЈ, дали било менување знаме, дали било... Тоа се монументални моменти. Ова се политички моменти, за кои што историјата, ако нешто не научила дека македонскиот народ не прави зулум. Македонскиот народ е мирен народ, ама постои една така наречена формулација на тивко мнозинство.
Тоа е тивко мнозинство, е можеби политички и неактивно, не го интересира дневни настани, но знае како живее во овој момент и знае што сака да добие. И тоа тивко мнозинство ќе биде таа македонска пролет на овие избори. Тоа е барем она што можам вака да го заклучам од последната емисија до сега. Поминаа доста години и таа апатија што ја чувствувавме, навистина и се прашувавме зошто. Но очигледно таа смиреност и мирност, очигледно и таа толеранција да давање шанса па на било кој и на било што овој народ апсолутно ќе ја даде било кому и во било кое време. Дали си убеден, дали го осеќаш тоа меѓу луѓе пошто си на терен, дали го осеќаш на луѓе дека веќе тој ментален склоп се менува, дека он веќе донесува одлука, дека без оглед на целава пропаганда што му мачкаат очи, не е битно, нема ова. Не мислам дека дека кај нив веќе им е завриено и не мислам дека пропагандата некако влијаела на народот, на македонскиот народ. Не мислам дека влијаела ни во 2016, ни во 15, ни во 14. Ако се сеќаваш од 2016, ВМРО ДПМН е победи. Беа политички комплот за да се спушти ВМРО ДПМН од власт. Не беше тоа израз на волја на народ, не беше за тоа одговорна ниту револуцијата, ниту шарените, ниту не знам кој. Ама после со локалните избори, за локалните избори се уште околу локалните избори многу работи не се јасни, не се доразјаснети. Околу локалните избори, последните локални 2017 година, многу работи се нејасни околу тоа и има многу сомнежи кои што опозицијата тогаш ги истакна, кои што држат вода, но заради ситуацијата во која што се наоѓаме, ја не може да очекуваме дека некој ќе седне и ќе ги истражи тие и ќе види дали некаде имало прекршување на изборниот процес или не, а имаше прекршување на изборниот процес. Ние на минатите избори објавувавме фотографии и видео снимки од луѓе кои што подкупуваат гласачи. И ние добивме прекршочни и кривични пријави, а оние кои што подкупуваа се возеа на скиџето до Иран у истиот момент. И сега затоа велам, 2017 не е вистински одраз на тоа што се случи во 2017 на тие избори. Јас не верувам, ја не сум прочитал, не сум видел ниту една анкета во која што ВМРО ДПМН губи во кисела вода. Никогаш. Или во Газибаба. Ни во тој момент. Во 2017. Сега, пак ќе кажам, тоа тивко мнозинство одлучува кој ќе биде власт и кој ќе раководи со општините во оваа ситуација или со владата. Така беше и 2016, тоа сам ти кажав. Затоа и ти кажав, имаме ние ситуации во кои што велиш пропагандата или велиш како ќе се одлучи народот и дали некоја револуција у класична смисла на зборот има некаков ефект. Нема. Немаше ни онаа шарена револуција, затоа што и ВМРО победи. Затоа велам беше вештачки потигната и вештачки се одржуваше во живот за да направи дестабилизација на водењето на политика на таа влада тогаш. Не треба да забораваме дека годишно беа давани 8 до 10 милиона долари што од USAID, што од Фондација Отворено општество за медиуми, за да се сруши и тоа на подолг рок веќе и ги даде резултатите. Да, кога велам шарена револуција, вештачки крената, мислам и на сето, и на пропагандата која што тоа се ширеше. Страшна пропаганда. И на види се влагаше по луѓе, по млади луѓе најчесто се влагаше по млади луѓе од внатрешноста на Македонија, им се нудеа пари. Имавме такви извештаи, ние ги следевме тоа ситуациите кои што беа сместени во Скопје, во станови во Подкирија. Единствена работа им беше да протестира и добиваа хонорар по протест. Па знаеме, од 20 шатори пред влада, во само 20 имаше некој предстојуваш. И навечер кога ќе доеше Трифун Костовски да пушта музика, се собираа луѓе. Тоа беше филмот. Трифун Костовски, а сега ти е колумниста. Сега е колумниста, да. Па ние сме отворени. Ние немаме проблем со различни мислења. Вака го буцна малце баш за оваа работа? Сум го буцнал, да. И па имаше една колумна која што објаснуваше зашто пуштал музика. Зашто пуштал музика? Не ми е гајле зашто пуштал музика. Дали е свесен што поттикнувал и што довел? Па довел? сега мислам дека е свесен повеќе од било кога, ама не знам дали е свесен и доволно свесен да си го најде излезот.
До толку му е густо, викаш? Па, Или апсолутно. морално, или етички, или ви збориш буквално... Не, за густо, секој- густо. Густо, густо. Да. Кога еден Бранко Црвенковски искача и вика и ја грешев, и јас сум крив за се во ова, опасен шамар удри на оваа власт, ама па нели, иако да ти кажем, као кисела крставичка ми дојде онака. Дај, викам, човек, too late, too little. А рече добар ден или добро вечер на почеток? Не знам. За да видиме дали било надвор ден или ноќ. Добар си. Добар си. Како го оценуваше тоа, бидејќи Бранко Црвенковски кога Заев го даде она интервју скандалозно за БТ, нели, во смисло Да. идентитет, јазик и така натаму, излезе Црвенковски као нели, ја го замрзнувам членството, леле, го испопердашија неговине патос избриша, сега на второво исто така. Што мислиш, дали Црвенковски може да влијае во нивните редови, бидејќи за еден ваков преврат да се случи на една ваква власт која стварно не бира начини и средства, мислам дека е аздисана буквално. Тоа Фрчковски го кажуваше кај мене за ВМРО да помене, вика оваа аздисана власт. Сега стварно осетив што е тоа аздисана власт. Значи, ја имаат огромна поддршка од надвор, тоа го чувствуваат дека можат дома да прават што сакаат на било кое поле. Еве, дури и да не се сомневам дека има криминали директно од Заев, ама све околу него тоа е, брате, црнила, тиња. Еве, да речам дека, ајде, човекот е богат, не му требаат пари, што ги има да се полира. Не е важно, еве, сега него го амнестира. Ама све останатото, а да не можеш ти тоа да го исхендлаш, и не знам, ми ова не наликува на партија, ова ликува на део, некоја корпорација. СДСМ имаше Мирка најдобра дефиниција за тоа што е СДСМ. СДСМ е диагноза. Значи, не сум во оваа ситуација субјективен, а напротив сум многу објективен. СДСМ во овој момент е диагноза за психичко расстройство. И се што СДСМ мисли дека е право и ти не смееш да им кажеш дека не е така. Кој другчие каже, клевече и лаже. Да. Значи, за СДСМ има една вистина, иако таа вистина е најчесто погрешна, и толку се убедени во таа нивна собствена вистина, без разлика за што станува збор, за која ситуација станува збор, без разлика колку таа нивна вистина е погрешна, тие се подготвени за таа нивна вистина да жртвуваат луѓе, да ги притвараат, да ги ставаат во затвор, да им уништуваат бизниси, да ги рекетираат, да им се закануваат, да им бркаат деца од работа, да ги ставаат... Ме разбираш што ти кажам. Еве, последната ситуација е со Орце Камчев. Таму не се бираат средства буквално да го убедат Орце Камчев во нивната вистина. Сметаш дека не е само тортура, туку и перење мозок да го уништат тотално? Бидејќи, што е целта? А што е целта да го држиш човек 8 месеци во притвор? Во ситуација во која што е пето или шесто обвинет. Не е ни прво обвинет. Да, пето или шесто обвинет. За кој што се уште нема докази. Јас одам на рочиштата ги следам. И тие докази што се извадени се констатации на фактичка состојба. Фактичката состојба е дека имало некакви пари кои што излегле од некоја фирма, таа фирма ги префрлила на друга фирма и таа фирма функционирала. И ако некој внимавај, една од тие фирми е Камчев консалтинг. Една од тие фирми, која што е наводно спорна. Ако сакал Орце Камчев да прикрива и да пере пари преку некакви фирми, би ја крстил фирмата преку која што пере пари Камчев консалтинг. Нели? Би ја крстил, не знам. Јади бурек. Бурек со месо би ја крстил. Не би ја крстил Камчев за да биде толку очигледна. Значи, сакам да кажам, толку е небулозна ситуацијата, толку е банална. Ја Лиле Стефанова кога ја слушам, мислам како да ти објаснам. Ја имав прилика додека бев на правен факултет да бидам демонстратор. Ја немам слушнато човек толку правно неук. Тоа е, не знам како да ти кажам. Правник си и треба да објасниш неколку работи. Значи, може да го сакаме или да го мразиме Орце Камчев, но Орце Камчев
е веќе синоним. Ако дозволиме овој преседан да се направи, утре тоа ќе им се случува било кому, било кога, кому сакаат, што сакаат може да прават. Апсолутно. Значи, 8 месеци во притвор, тоа е една работа. Недозволување да се ги види децата. Да. Значи, збориме осуденици, убици, имаат право да средба интимна со сопругата, средба со децата, да го посети фамилија. Он е третиран, а ние гледаме. А за од диво населје за затворениците си ги забележал како функционираат. Како функционираат? Имаат нијен Facebook канал, се пуштаат во живо, си имаат емисии, имаат ручеци, вечери, кога беа ифтари, има и организирани ифтари, таму не сме да влезе затворски чувар во нивниот дел, во нивното крило. Не сме да влезе затворски чувар и да им каже било што. Пијат виски, пушат пури, Имаат сите мобилни. сите имаат мобилни. Орце Камчев, Судијата му замери зашто нарачал да му донесат пура. секач за пура. Секај за пура. Да, што било тоа? И јас се чудев тоа кога го прочитав, му замери кој му ја носел храната, оти у пакетот со храна нашле пура. Да. А за диво населје никој не сме ништо да каже, ниту да спомне. Но еве интересна работа, 8 месеци држени во притвор, повеќето од овие симпатизерите на СДСМ се со реториката ако фино така му е, лопов е. Ама види, ако фино така супер му е, утре ден ќе дојде ситуација во која што тој што вика ако добро супер му е, тој ќе биде у затвор. И тогаш ако добро супер треба други да велат за него? Мислам, тоа е некрофилија е тоа. Тоа е дегутантно ти да се радуваш на нечија несреќа. Кога е докажано, се збориме, види имаме една вака, Еве ти си правник, следиш ово. Кој е све у домашен притвор? Сите се у домашен притвор. Сите се у домашен притвор, така? Да. Со исклучок на Сашо Мијалков и Орце Камчев. Сите се у домашен притвор. Со сите, тие па што се у затвор, си ги имаат сите привилегии. Мобилни, посети, ово, и така натаму, и така натаму. Човеков има болница, не му дозволуваат у неговата болница, неговите лекари да го прегледаат. Ама, што е идејата на изживување? Прво, до мене, бидејќи ме знаат дека сум близок со него, бидејќи сум, реално, да не глумам лудило, ја од детство сум заедно со тој човек. И намерно ми пуштаат тие приказни. Се ќе му земеме, жив нема да излезе од таму. Пази, ова, викам тогаш, јас сум ви вечен непријател. Еве, искрено да ви кажам. Само заради ова што го збориш. И не заради ова сте. Заради Мечка, заради Дејан, заради Петко, заради Станко. Ова да го кажеш, јас сум ти непријател. Толку. Зашто го држат 8 месеци, сега да ти кажам, и зашто е оваа тортура? Од тоа што јас го разбирам од предметот, аз ги следам рочиштата, сите рочишти, и горе-доле ги знам доказите со кои што располагаат. Во тој предмет нема дело. Не постои дело. И ако судијата е правичен, и ако суди по закон и по слово на закон, и ако доволно добро ги цени доказите, и доволно добро ги цени исказите на сведоците, кои што допрва треба да ги дадат, да дојдат на рочиште, во таа ситуација сите таму вклучени во таа постапка би требало да добијат ослободителни. Единствена шанса Орце Камчев да биде во затвор е сега. Во притвор. Не може судијата не би можел да донесе одлука во која што ќе го осуди Орце Камчев, затоа што едноставно нема докази, нема искази, нема ништо. Единствена шанса Орце Камчев да биде во затвор пред избори, пост избори, за време на овие ситуации кога треба, нели, Бугарија не блокира, Европска унија ни вика не сте добри, индекс за демократија ни вика сте хибриден режим, Transparency International ни вика сте нетранспарентни, се станале Јан Фигел, еврокомисарот ни вика сте станале како Камбоџа и Судан. Значи, у таква ситуација они го тргаат Орце Камчев на страна, затоа што знаат дека Орце Камчев е подготвен во ваква ситуација да кажеш каков притисок и тортура трпел до тој момент. И да им ја дополнително да им ја уништи политичката шанса. Бидејќи ако за вакви работи со богати луѓе се очекуваше дека може би дел, може ќе треба да
плати милион, два, ово, оно, вамо, тамо. Очигледно не е ни тоа. Не му прифатија ни една гаранција, никаква официјална гаранција не му ја прифатија за да се брани од слобода. Да. Не види, не можеш да имаш дил со некој што е побогат од тебе. Колку пари ќе му даеш? Така. Но дали се не знам, мислам, дали е ароганцијата на власта и оние кои работат за нив толку заслепувачка да не гледаат дека брзо ќе се сменат работите. Може ли ова да поведе одговорност за себе ова што му го прават врз Камчев утре? Апсолутно. Апсолутно. Апсолутно во првиот момент кога ќе се докаже дека притворувањето е неосновано, во тој момент сите кои што го притвориле, кои што подпишале, Кој ќе го докаже тоа? Судот, обвинителство. Значи тоа ќе го докаже транспарентно и објективно обвинителство и суд. Затоа што белешката од АНБ, сите ја гледавме белешката на АНБ, во таму не стои никаде дека има шанса за бегство. Таа е невалидна. И никаде во свет не може белешка на тајна полиција да биде доказ врз основа на кој што судија во претходна постапка ќе распише, ќе определи притвор. Никаде. Значи тоа не може да биде основ за притвор. Не е доказ. Тоа може да биде индиција која што нели потоа се дава на други полициски служби, кои што го обезбедуваат лицето кое што се следело и слично, да го обезбедуваат да не избега. А во моментот кога ќе се обиде да избега и е фатен во делото, тогаш има кривично правен настан врз основа на кој што може обвинител, односно судија во претходна постапка да даде притвор. Во оваа ситуација не. Тој не избегал. Тој не ни тргнал да бега. Иако сега нели сака малце под тепих да им биде целиот случај, веќе дојде голем ремет со Фидел, што се појави во... Да, Фигел. Јан Фигел. Јан Фигел. Како го оценуваш него? Ги гледав и видео настапите, ги гледав и ова. Ај малци изанализирај ми го што тоа значи и што он кажа и какви последици тоа ќе носи. Јан Фигел е еден од најсериозните борци за човекови права во Европска унија и како еврокомесар. Јан Фигел беше министер и висок политичар во Словачка. Во моментов е специјален пратеник на Европска унија за сега не знам како да го преведам на македонски. Кажи го на англиски. За превенција од тортура, гаранција на религиски слободи и права, убедувања и транспарентност за држави надвор од Европска унија. Значи тоа е сериозна висока функција. Значи нему он детектирал нешто што дошол тука. Па сега ќе ти кажам. Значи тој доаѓа во места како што се Сирија, Иран, Пакистан, Камбоџа, Судан, како што ги кажа ке мене во интервју, таму оди. Значи тоа се места каде што оне што викаат американците last resort. Значи ако тој не може да направи, нели, да ослободи некого или да детектира прекршување на човекови права, тогаш не може никој. Многу сериозна функција и тој доаѓа таму каде што гледа такви прекршувања, груби прекршувања на човекови права и слобода, човекови права и слободи, дојде тука. И тука беа доволно арогантни од судот да не го пуштаат да влезе од затвор да не го пуштаат да влезе. Како успеа да влезе? Успеа да влезе затоа што јас според моите информации имало директен контакт со Оливер Вархеј, Јан Фигел на Оливер Вархеј кај премиерот кај министерот за правда. А и Вархеј тој ден случајно беше тука. Да. И тогаш Маричич одеднаш му светна дека може да даде. Не види, Маричич не е тој кој што дава дозволи, не е ни директорот на затворот, дозвола за посета дава судијата. И сега судијата има можности или ќе дозволи или нема да дозволи. Во оваа ситуација судијата си играл политика и рекол што е до мене нема проблем, ама нека види директорот на затворот дали ќе го пушти. И овој што Вархеј се јавил тогаш. Што е незаконски, значи не може судијата да донесе ама вие како мислите, тој мора да или не да каже. Браво. Во оваа ситуација тој кажал: "Добро, мене не ми смета,
ама нека види директорот на затворот рекол не може, додека не ја кренат ситуацијата до врвот во Европска унија, Оливер Вархеј, тој да контактира со премиерот на министерот за правда, за Ја министерот разбрав на... дека Вархеј бил шокиран. Шокиран, да. И веднаш свртал во каде, кај кого свртал? Кај премиерот, да. Кај премиерот. Да. И пред да тргне на пат, практично се случувала таа работа. Значи, Јан Фигел пред затворот му се јавувал на Оливер Вархеј. Оливер Вархеј му рекол влегувам во авион за Скопје, ама сега ќе му се јави на премиерот. Му се јави на премиерот, а премиерот на Маричич. За Маричич да му се јави на директорот на затворот Сокол, за овој да му отвори. Чекај бе. Хаос. Ова не мислам не, треба да си фанатичен поддржувач на власт. Еве, ако е ВМРО, ВМРО-вец, ако е СДСМ, СДСМ-овец, ова да ти е окей. Пази, нема процедура законска. Нема. Бидејќи Не, во оваа ситуација одговорени и Маричич и Сокол и судија, сите се одговорни пред закон. Нонсенс. Овдека, значи ние збориме дека у било која факинг земја Доналд Трамп не може да интервенира ако судијата каже да или не. Да. Нема, последниот збор. И тоа е така во правото. Тоа е универзално во правото. Ти си правник, уште подобро го знаеш ова. Сегде го има, па и во една Камбоџа, во една Сирија, и во оние режими имаат барем грам некако за да го оправдаат своето владење. Овдека, важи, ја ќе ти се јавам, ќе ти учинам. Како бе ти да ми учиниш? Ама види тука бе треба законот да ми учини, не ти да ми учиниш. Трагедијата тука не е што премиерот се јавувал или министерот за правда му се јавил на директорот, надлежен е. Трагедијата е тука што тука на видело се гледа како не функционира немањето на кичма на судскиот систем. Судијата да има кичма, интегритет, ќе каже да, нека влезе, или не, нека не влезе. Тој се наполнил гачите. Да, и барал спас од другите да преземат одговорност. За да не му замерат. Да не му замерат, да. Тоа е трагедијата оваа ситуација. А тоа збори дека он е таму и го работи тоа што го работи затоа што Апсолутно. Имаме судски систем кој што си бара газда. Многу ме фасцинираше, извини, сакав да го проширам. Не можам да ти опишам. Значи, јас сум од оние селски деца што го читале Франц Кафка. Го читал Процес. И јас сум се ежал, сум имал ноќни мори. Сега ја која го живеам тоа, не ја лично, туку човек кој го познавам, јас се ежал. Што и днината? Не за мене. Готов сум веќе со една нога отиден, нема гајле. Добар си. Пар децении тука сме. Зборам што ги чека моите деца, што ги чека твоите деца, твоите внуци. Ми е хорор само да помислам со што треба да се соочат. Па нели шарена револуција направија токму вакви работи да нема. И сега дамбетер имаме. Шарена револуција го слушаме премиерот на еден ручек како вели тие ќе пуштиме низ вода. И де факто ги пушти низ вода. Знаеш ти некој говорник на шарена револуција кој што си ја задржа функцијата? Било пратеник, било директор, било функционер у влада, било сите добија откази, избркани, пратениците си поднесоа оставка. Нели, Павле Богоев беше последен у ситуацијата кој што си даде оставка, нели, го фатија со Полче. Значи, сакам да ти кажам, со Полче го фатија у такси. Некој случајно таму го смести? Не, тоа би пуштени по вода. Сите дојде. Ја не гледам ниеден шарен револуционер кој што е сега, нели, некаков... Има неколку на Твитер, тоа Джото Мото... Ама тоа не се функционери. Не се функционери. Уште се борци и се уште крваво се борат за оваа власт. Па, ете, нека продолжат. Нека продолжат. Нека им се среќа. Знаеш ли што ме интересира? Во сево ова, ја немам, можеби Михаил Оманевски, утре, човекот и он у години, не знам да можам да го донесам во емисија, ми треба, значи, задржи се на оној момент, ми треба да отидеш стручно во твоето. Велиш, ја слушаш Стефановска и викаш дека... Како? Стефанова се извинам. Ја слушаш такви правни небулози не си чул у својот живот од студент па намалу. Што тоа значи, што говори? Како успеваат ваква тортура да вршат врз човек
и да не може ни адвокат, ни А е, бутон, на пример, притворски предмет, како што е случајот со овој предмет плацеви од однос, се води брзо, значи за да не трпи човекот кој што е у притвор. Треба да има некаква пресуда, некаков конечен крај. Лиле Стефанова има сесии од 5-6 сати у кои што покажуваат документ по документ. Тука имаме 9 квадрати. Тие 9 квадрати се купени така. И пола сат објаснува за тие 9 квадрати. Па имаме пола сат, објаснува за други 25 квадрати. Па објаснува за која фирма како се основала, па кој ја потпишал, па зашто ја потпишал, па каде бил во тој момент кога тоа се небулозите. А доказ И за цело дело? време нема доказ за дело. Нема доказ во кој што Корпус деликти дека он криминалец? Нема. Таа само констатира дека постојат фирми. Постојат фирми кои што имаат деловна активност, кои што купиле плацови и кои што тие плацови потоа ги ставиле на слободен пазар да се продаваат. Толку. Тоа го констатира. Ама таму се 40 фирми, уште толку активности измеѓу, уште толку активности после тоа и се тоа целото таа го се разликува. Да. Чувствуваш ти дека тоа намерно се Па разликува намерно за се да прави, го држат? еве ти кажувам, ако дојдеме до конечна одлука на судот, јас не верувам дека судијата би бил доволно перверзен, без докази, да осуди луѓе. Тоа го знаат и во обвинителство. Тоа го знаат и тие кои што оставиле во притвор. И сега единствена можност да го единствена можност да се држи Орце Камчев во затвор е да биде во притвор. Колку повеќе се одложува процесот, толку повеќе Орце Камчев е во притвор. До негова елиминација, бидејќи одлично знаат каква е неговата состојба здравствена. Да, и не прифаќаат, значи има таму поднесено пред 3 рочишта беше поднесена медицинска документација, на тоа рочиште присуствува. Адвокатите на Камчев ја поднесоа до судијата и до претходно до обвинителството медицинска документација од 17 доктори од Македонија, специјалисти кардиолози и кардиохирурзи, не само од Систина, за да не биде нели така, туку беа и од Жан Митрев и од државна и од сите болници низ Македонија, поднесоа медицинска документација од лекари од Австрија, од Франција, од мислам сериозни институции. Во сите пишува диагнози дека постои висок ризик од кардиоваскуларна смрт. Во сите диагнози, на секој доктор поединечно. Или Стефанова вика нема проблем. Значи, што треба ја да заклучам од ова? Дека се работи за елиминација. Или осуден на смрт. Обид за елиминација. Па ја можам онака слободно тоа да го помислам. Не можам да помислам, бидејќи јас се согласувам, ако има одговорност, осуди го. Па апсолутно. Ја не зборам да биде ослободен од вина тама работа. Бог да чува, луѓе перверзија. Никој не бара да биде ослободен од вина. Осуди го ако има. И тој случај не е толку сложен да трае 7 месеци, да не може овакво. Па уште тој спинови дека не знам Радка Камчева се обидувала да го одложи судењето. Па судијата и вика имаш ти адвокати, ајде тука што се. Што е ова бе, целски пазар? А бе у Турско не било овака. Не било, не. Имало ред. Имало ред. Кажи ми импликацијата сега кога веќе дојде овој европскиот представник за човекови. Па ќе влеземе во европски извештај, ќе влезе ова и ова ќе влезе во европски извештај. И ова ќе значи неисполнување на Копенхашки критериум. Кога се распрашував зошто не може не побара помош од надворешни инстанции, например Хаг и така натаму да се заинтересираат, постои една работа која што разбравте, молам објасни ми ја, дека за да можеш ти да бараш надвор, еве и наши луѓе кога имаат проблем со правниот систем, на крај кога идат во Страсбург, во Страсбург кога идат, сите инстанции во државата мора прво да се поминат, па после тоа да се тужи. Значи, ни Орце не може да го постигне тоа затоа што не се поминати сите инстанции, а ова се одолговлечува на сметка на неговото здравје. Да. И уште не му даваат децата да си ги види. А побара само децата да си ги види. Последниот пат на предрочиште мислам дека му дозволија, беше таму гужва некоја, нас новинарите не пуштаат, нели? Мислам дека му дозволија во една просторија во судот, мизерно на 20 минути или 40 минути да ги види и тоа беше тоа. И сега пази, ќе не обвинуваат нас дека ние не знам го браниме Орце, го сакаме. Нека ме обвинуваат.
Ја треба и ти да што го разјасним. кажавме ова, ќе остане оваа снимка. Нека ме прозиваат за оваа снимка, бидејќи кога ќе викаат, а навиваше Зорце, чекај, наврати се за правниот момент, па објасни ми го. Тачно, ние го објаснуваме правниот момент. Објаснуваме што може да му се случи на секој еден човек у Македонија. Секој кој што можеби ќе му стапне на трн на Одлично. Сега ќе ти зборев за спотовите. Немој, молим те. Ми се појавија случајно нешто илустрирав. Извини што те деконцентрирав. Не. Објаснуваме како во Македонија, тоа сега да кажам, не е дека ние го браниме Орце и сега не знам. Ние немаме ни реклами од Орце па да нешто, него туку збориме за правниот момент, за системот, за трулиот систем. Утре мене ќе ми се случи, мене ми се случило. Тебе ќе ти се случи, на колегата снимател ќе му се случи. Значи на секој од нас може да му се случи истата ситуација и нема да биде во можност да најде излез. Ќе биде подложен човек на тортура. Секој од нас. Ама ја ништо не сум направил. Па токму тоа е проблемот, што луѓе ништо не направиле. Чекај, осудија овој за кебап и за 100 кебапи 3 години му дадоа, како беше? Да, имаше од Велес, осуден за 100 кебапи, 2 тегли ајвар и 3 кила пипер. Јас мислам го знам предмет. А Катица, Боки, тоа си е. А Кичец? Кичец осуден правосилно на затворска казна, ден во затвор нема останат. Ден нема останато во затвор. Значи во така наречено слободачко може да оди да преспие, да излезе. Имал такикардија? Да, имал такикардија, многу му било тешко и уби човек. Во меѓувреме. Во сообраќајка. И наводно беше во притвор по моите информации, наводно после таа сообраќајка, после тоа убиство, бил во притвор неполни 2 часа. И повторно е на слобода. И сега ние збориме за некаков систем и за некаква правда и за некаква, не знам. Ние збориме за систем, било како. Нема систем. И после овие се шокирани зашто не примале у Европска унија. Крива била Бугарија. Да, крива е Бугарија, ама кај Бугарија е виновна затоа што нас не ни се свиѓа тоа што ни го прават. Не ни се свиѓа на нас тоа што го прават, ама за нивната одлична политика. Кај нас начекуваат шанса, вчера го збореше колешката Ивона Талеска, и начекаа кај нас историска шанса да може да притисне. Каде го збореле бидејќи Ивона на друга емисија. На друга емисија беше. Да. Гостин, да. Добро, затоа што знам носител не се појавува, значи се појавила во јавност во други емисии, тоа не сум го детектирал. Да, беше вчера кај други наши колеги на емисија. Истото, мислам, затоа и кажувам, го кажа таа да не биде дека се правам паметен со туѓи мисли. Добро. Не може ние да се лутиме само на Бугарија или Европска унија или не знам што. Бугарија начекува историска шанса да си го да го стисне, да ја стисне македонската држава и да го добие она што го бара последниве 70-80 години. Идеме за Бугарија. Океј. Само заклучок со Орце. Имаш ли добро чувство дека позитивно конечно ќе се заврши или ова ќе трае оваа негова голгота? Што е твој завршен збор во оваа дискусија за Орце, па да се префрлиме на Бугарија? Ако тргнам од тоа како се однесувале до сега, не сум оптимист. Мислиш дека овие контакти сега, што дека ќе иде кај Заев? Но ова што се случува со интересот на Европска унија, со интересот на меѓународната заедница за случајот на Орце Канчев, мисля дека ќе бидат под доволен притисок во оваа ситуација да дигнат ручна, се вика, и да барем да го стават у домашен притвор. Тоа е единствената шанса која што ја гледам дека нешто ќе биде подобро за Камчев во наредниот период. Инаку не, ако биде остен така сам на себе. И, после изборите, кога ќе се знае конечниот резултат, тогаш е неговата шанса да добие домашен притвор. Океј, ќе се вратиме на изборите, ќе бидат многу клучни по многу аспекти, иако за локални избори така натаму, ама многу клучни како што ги на локални избори се гледа. Но рече за Бугарија. За Бугарија. Ние навистина сме во една вулгарна ситуација од Бугарија, од вулгарите, кои не ги обвинувам, немам ни омраза,
стварно си начекаа село без кучиња, си прават што сакаат. Не, начекаа мек стомак. Мек стомак начекаа до сега Македонија и без исклучок на сите власти немала ваков мек стомак по било кое прашање. Значи немало каде да се стисне Бранко Црвенковски од страна на бугарите за да попушти преднивните барања. Немало каде да се, ја го мислам дека тоа е, еве, рековме Бранко, кога ќе ти каже добар ден треба да пројдеш низ прозор, ама сам да кажам, има едно видео, има едно негово обраќање токму од Бугарија во кое што вели дека, кој што објаснува зашто македонците земале бугарски пасоши и мислам им ја релативизира таа политика максимално. Никола Груевски не подклекна пред барањата на Бугарија. Љупчо Ѓорѓиевски не подклекна, иако подпиша договор за добрососедство, меморандум за добрососедство и соработка, во кој што не беше ставен оној дел кој што сега во договорот се стаи, а тоа беше околу македонскиот јазик, како ќе влезе во уставот. И ревидирање на историјата. Дури ни Љупчо не го прифати тоа. Љупчо Ѓорѓиев кој што важеше нели за бугараш, не знам што. Не го прифати Хари, не го прифати Бучко, не го прифати Шекеринска, никој не прифати. Сега прифати Зоран Заев. И сега, кога се прифаќа таков договор, кога се прифаќаат такви барања, а од друга страна и бугарите знаат до кај е влезен зацапан Заев, тоа е мекиот стомак кој што ни го притискаат. И тоа е отприлика вака ситуацијата. Што мислиш, како ќе се развива се во ова? Последниот самит у Крањ што се одржа, се зачудив, уште ја гледам Меркел, нели заврши ерава на Меркел, уште ја гледам незе. Да. Како јавува кај мене у емисија која вика готова е Меркел, што 2013 готова е, готова. И еве незиното готово уште. Но она рече дека апсолутно не се согласила за датум за Западен Балкан. Уопште едно годините ме наложија да имам еден пристоен дискурс, за да никогаш не изговорам реченица, ни се помоча од керамиди, бидејќи тоа би било недолично да изговорам таква нешто, господин Александар, и затоа нема да дозволам такво Ни се намокри од керамиди. Такво нешто, но мислам дека ни удри една ментално-политичка шлаканица која е еквивалент на мочење од керамиди. Ја не знам што да кажам. И ние мислиме дека е дошто. Веруваш ли дека ја сум попродаден гз за Америка и за Европа од било кој го знаеш. Доогадено ми е. Значи, цел живот сум шетал низ Европа, цел живот сонувам за некоја Америка, цел живот сонувам Македонија да биде дел од Европа и така натаму се палам на Чешка, на Полска, на Австрија, на Германија, на Лондон, на UK, нема. Значи, се во ова што го гледам, кога мене, ја попродадена душа за Запад нема, ми се огадува, ја не знам со кој образ некој може. Верувај дека кога луѓе, значи буквално ти викам, патриотизмот ми е понизок од што ми е желбата за Запад. Кога викам дека ова е вулгарност, па ова не се, ова нормален куче со маст више не може да го значи тотално огадување од Европа. Ама све направија да ни се огади Европа. Ја мислев стварно ќе ни помогнат еден период, се напалив, викам, не бе, они само да не прешалтаат политички, правно, видиш, што направи Европа, што направи Европа за да Кенев направи од ова, бе, Кенев. Буквално да преговараме за име, за идентитет, за црква, за јазик, за бутур, за чекај бе, ало. Европа мора да компензира кога ти не ги исполнуваш критериумите за земја членка на ЕУ, тогаш треба да не ги компензираш, ниту има капацитет кој што Европа го гледа во тебе дека тие критериуми ќе ги постигнеш. И тогаш Европа мора да компензира за да ги смири другите земји членки, кои што велат овие се неспособни, ќе ни го уништат нели имиџот на Европа, за да ги смират мораат со нешто да компензираат. Пајде ќе менуваме имиња, ќе правиме ова и она. Ама пак на крајот ние мораме да се средиме дома. Намасте. Извини што те дефокусирам. Нема проблем.
мораме да се средиме дома за да добиеме било каква шанса да станеме член од членки на некаква таква организација. Менувањето на името беше потреба само на НАТО. НАТО нема политички критериум, нема економски критериуми за државата. НАТО има единствена цел затварање на сите можности за опасност по алијансата. Последна беше ова јужно крило. За да бидеме ние дел, мораше да се смени името, инаку Грција немаше да гласа. Има беше опасност од руско влијание, што е нонсенс, па Русија никогаш не интересира. Не имала влијание тука. Се затвори јужното крило на НАТО и тоа е тоа. Никој до сега, кој работел до сега за да станеме ние Европска унија. И со кој памет? Од кога, од како дојде оваа власт, одеднаш почна таа реторика, влегуваме во ЕУ. Ја мислам го имавме тоа чувство дека никогаш нема Македонија да влезе во Европската унија. Сега уште повеќе од било кога. А сега уште повеќе од било кога. Да. И сега као се свестуваате и план Б, што ќе правиме сега. Да, сега мини Шенген ќе правиме. Сега 16 секунди ќе ќутиме во знак на протест, ги помоче од керамиди. Да, све. Не смеам да кажам така. Сите унесе беа паднати. Гледам, не може и кај да пуштам на медиуми 24 овако News 24. Само него се вртеше како он ќути. Да, он е шутал, а ови не се спадали. Леле, која пародија. Слушај, гледаш дека не можеме да издржиме да ја правиме камерно разговоров. Гледаш ли дека после 2-3 реченици небулозата на пародијата на абсурдот преовладува. И сега некој нам ќе ни замери заради дискурсот, какви зборови сум употребил, а нема да би збори дека суштината е уште повулгарна, уште посмрдлива, уште да ти кажам една еклатантна ситуација. Суштината е дека за запалената, за изгорената тетовска болница, во која што настрадаа 14 луѓе, никој не понесе одговорност. Тоа е суштина. Ама Заев прави вака, и ние не збориме за тетовската болница. Јавниот дискурс е променет на ова. Тоа е вулгаризирањето на секојдневниот живот. Тоа е вулгаризирањето на политиката во Македонија. На тој начин се вулгаризира. Не може ние да правиме тука сериозен мовет кога збориме за владата на Република Македонија. Несериозно е. За кој сериозен лик? За оној Бислимовски што го макнеа за кравата, тоа е сериозна политика. Тоа е сериозна држава, за тоа ние ќе разговараме сериозни теми, па сега ќе правиме мовет. Види, има најава дека има 50% инфлација, па Бислимовски донесе ваква одлука или таква. Не, Бислимовски го влечеа за машна. Тоа е дискурсот, тоа е начинот на водење политика. Не постои друг начин, и колку и да сакаш да се обидуваме дека да збориме за нешто интелигентно и да кажеме нешто кое што би звучало камерно, не може едноставно. Ги гледаш на снимката со Бислимовски. Како не ја гледам, бе, човече, не ми се верува, ја мислам, точно одма знам и визуелно го имам во глава и викам, во која земја ова поминува туку така? Ова е за 24 часа, тука е апсења, тука е извештај, тука е осудено и тука е политичка одговорност, тука е оставка, било која, не зборам за, знаеш, ние комплексот на, немој Германија, немој Англија. Ти зборам за Бугарија, ти зборам за Романија. Со која земја сакаш? У Албанија има одговорност за 24 часа. У Романија изгоре болница. 7 души. Истата ситуација пар недели од кај нас. Оставка на министерот за здравство, падна владата. Не, кај нас тоа. Кај нас излага Филипче. Друга, кај тебе го прочитав. Ова за Романија. Да. За Романија. Да, па така е. Значи, ова е, ја сега читам пароди и се осеќам како Боб Рок од Алан Форд. Чекај, ја кој носов ми порасна, што е ова? Полека идам на кај број 1. Човече, што е ова, бе? Абсурд. Ова е пародија. Кај нас нешто да падне владата, Филипче оди на митинг и вика многу сум среќен што ве гледам, многу сум радосен. Ама глеј, не ми е проблем. Не ми е проблем. Како вика на времето Боки 13 која направи концерт. Направил концерт. Бе 10.000 души беше. Што е проблемот со Боки? Проблемот е со 10.000 души. Така и со Филипче. Филипче
го заклучивме неговиот образ, морал и етика. Не поднесува оставка, I don't give a fuck. Тоа као Фрчковски после атентатот на Киро. Му ја даде на Бранко, Бранко не му ја прифати. Единствена оставка што ја знам од морални причини што има поднесено, тоа е Ентони Пешев кога падна палер авионот. Човекот си даде неотповликлива оставка и се тргнува за секогаш од политика. 92-3 година која беше. И фала Богу ми стана пријател и драго ми е што така барем неколку луѓе со морал и честност што сум ги запознал. И сега ние за што збориме овдека? Не ми е проблем мене, Филипче. Проблем ми се тие што му аплодирам. И се пази, јас сум кретенот. Еј, ти се кревелеш, види како се понаш. А чекај, а вие што му аплодирате? Бе, тој човек... А оние мизерии од директори на клиники кои што му вика, браво министре, ке те поддржи министре. И се подпишува. Тоа е мизерија. Мизерија, тоа е човечка мизерија. Немам зборови за тоа, немам зборови да го опишам тоа. Не знам дали било кој од тие директори би се подпишал на таква ако изгореше нивниот оддел. И ако беа тука, кога додека гореше, дали некој од нив ќе се подпишеше на таква изјава? Балансот помеѓу позицијата и опозицијата, секогаш лакмусот беше кој ќе преовлада или катализаторот, уствари, не лакмус, катализаторот е Дуј, албанскиот фактор. После овие случувања, ја имам некое чувство дека албанците полека се свестуваат и се кинат од тие стеги на таа апсолутна послушност, на унисоност, заради висши цели, ќути, слушај го лидерството и така натаму. Мислам дека и кај нив веќе прекипува, а со ова ја преполни чашата. Кај албанците генерално нема, мислам, албанците живеат исти услови кои што живееме ја и ти, не дека нешто... Да, ама малку се поиздржливи. Во име на виша цел, они ќе се стиснат. Да, ама тоа после вториот мандат на Дуј видоа дека Дуј не работи за виша цел. И сега што се случи? У тие два мандата Дуј успеа да кохезира доволен број на семејства, на гласачи, со вработувања, со замижување, со непроцесирање кривични дела, со такви работи, кои што потоа ги вози, да речам, у секој наредни изборен циклус. И така Дуј создаде војска. Не се работи тука за тоа дека албанците се слепи, не гледаат, не знаат или не знам, па не си го гласаат Дуј заради идеологија. Не, се работи исто како кај нас. Мислам исто е како секој човек. Само што си го прави. Исто, си вработија свој. Вработија луѓе и сега тие се гласачка машинерија. Ама проблемот се ствара кај новите генерации на Дуј. Проблемот е кај новите генерации, кај новите гласачи. И не им стојат баш вака најфино работите. Јас ги гледав последните анкети, Дуј има сериозен проблем со другите, со опозицијските партии од албанскиот блок. Дуј е на работ да биде втора албанска партија. И не гледам дека на овие избори не ќе добијат некакви или ќе ги задржат и општини што ги имали ќе добијат нови. Напротив, мислам дека Алијанса Алтернатива стојат многу добро и ќе добијат повеќе, значително повеќе гласови од Дуј. Тоа покажува дека кај нив има едно позитивно политичко превирање на новите генерации и тоа дава надеж дека овдека можеме да се разбереме како луѓе за нешто позитивно. Ова ме интересира обично, нели, локални избори за локални проблеми и така натаму, но еден од опозицијата говореше овдека дека работата е толку дисбалансирана, дека оваа власт е толку забегана и дека само чека да победи на овие избори и да биде тоа нацистичка Германија 30 години, така се парафразирам. Но, од друга страна, ја викам, па што може да се смени политички ако опозицијата победи? Сега прашање што е победа. Што е опозицијата, што може да направи? Зошто ако многумина чувствуваат дека овдека е забегано, зошто на рейтинзите не се разликите по 15%? Зошто е се уште близко? Овие од бойкотирам, па беа интересни, вика, чекај бе, вика, ако е сето тоа така како што вика опозицијата, па зошто не е рейтингот 35% напрема 15%? Зошто уште е близок рейтингот помеѓу заради клиентелизмот за кој што зборувавме до сега.
Генерално е И заради. кој ќе ја направи тогаш таа разлика Тоа, за да она што го зборевме за да на- го релаксира општеството, ако во овие на овие избори се почувствува подемна опозицијата. Тоа е тоа тивко мнозинство за кое што зборевме на почеток на емисијата. Тоа е тоа тивко Сега мнозинство. го заокружуваме. Да, тоа е тоа тивко мнозинство кое што образложи го на што не секогаш се јавува на телефон и одговара на анкета или застанува и го кажува своето мислење или е политички активно во смисла да членува во невладина организација, да се шета по улици да протестира. Нормални луѓе кои што ги интересира подобар живот за себе и за нивните поколенија. Тоа е тоа мнозинство кое што ја прави разликата сега и ги правело разликите и претходно. И тоа тука ја гледам јас единствената можност на опозицијата. Не може да очекуваш во Македонија да човек кој што традиционално гласа за СДСМ да не гласа пак за СДСМ или да ти со кампања или пропаганда тоа да го смениш. Не можеш тоа да направиш. Мислам, не сме ние општество во кое што е на тоа ниво на слободно размислување, па нели кампањата која што ја гледа да го натера да размислува во некоја насока во која што кампањата сака да однесе. Не, кај нас се гледа на секоја кампања или на секој спот на политичка партија се гледа како и гледа овие што направиле. Не е тоа, не се сваѓа како порака, како затоа велам, тоа мнозинство, тоа тивко мнозинство е тоа кое што ќе направи разликата и мислам дека е дојден постигнат е плафонот кој што ќе ја направи сега сериозната разлика. И мислам дека ВМРО-ДПМН е се што ќе освои повеќе од тоа што било на претходните избори е победа за ВМРО-ДПМН. Ако имало 5 градоначалници, сега има 15 или 20 градоначалници, тоа е победа за ВМРО-ДПМН. Ако имало 303.000 гласа, сега има 304.000 гласа, тоа е победа за ВМРО-ДПМН. На кратко. Не ќе на кратко, сакав на подолго, но говорете тоа. Кажи ми за понудата на овие избори. Спореди ми позиција, опозиција. Па и еве, не знам, левица и не знам, ситниве партии, прилично е шарено. Левица нуди езотерија, нуди борба на секоја генерација и тоа ми звучи како Star Trek. Борбата на секоја генерација, секој има своја шанса. Нуди езотерија, ништо конкретно не видов од левица до сега, освен левица во вашата општина. Не знам што тоа значи, левица во вашата општина, што тоа значи. Не видов проект на левица, не видов што левица ќе направи со буџетот, како ќе се однесува во советот. Дали ќе има, не знам, проект за рамномерен регионален локален развој. Не го видов тоа од левица. Од левица гледам таква приказна, езотерична приказна. Сметаш ли дека тераат независно или се под контрола? Јас напишав, јас сакам да верувам дека се независни. На вистина, ако негде добиле поддршка медиумска, добиле кај нас на Инфомакс, особено Апасиев, но последните потези што ги повлекоа сега, пред избори, односно кога се кандидира кандидати за градоначалници, малку ме збунуваат, затоа што сакам да верувам дека се независни, а потезите ми велат дека практично некој ги теледиригира. Они имаат кандидати за градоначалници таму каде што опозицијата има најголеми шанси да победи во прв круг. Ставањето на уште немаат во Газибаба, левица нема. Имаат во Кисела вода. Ама во Газибаба не се ни претпоставуваше дека ќе има победа во прв круг на било кого. Таму мора да има втор круг. Кисела вода, например, имаше шанса опозицијата по сите анкети да биде прв круг. Левица има кандидат, Карпош има кандидат, Ѓорче Петров има кандидат. Сите овие места имаа шанса за победа во прв круг на ВМРО-ДПМН и коалицијата. И левица со опозиција, мислам да не ги исклучувам од тој куп на опозицијски партии. Така да тоа малку ме буни, ме вади од контекст. Од контекст во смисла на тоа што сакам да верувам. СДСМ еве вака по тебе, каква порака доби ти од СДСМ? Дека Петре знае да менја ланец, мислам како ја дека Петре знае да менја ланец, оној од Ресен знае да скине дуња и повторно гледаме спот каде што некој од владата доаѓа и зема нешто од обичниот земјоделец. Нели дојде
градоначалникот и му скина Дуња. Ме разбираш? Што виде, која програма ја виде? Ја не гледам каква програма има СДСМ. Не видов што ќе прават. Направивме паркови, направивме дрва, гледав еден многу комичен спот на СДСМ. Вели направивме, засадивме 600 садници. Има снимка од дрон во која што се гледаат 4-6 фиданки. 600 садници засадили, 600 дрвја. Каде? Еве ти си видел во центар негде садници нови? Ја видов искорнати, ондека на Роце Николов. Се сеќаваш кровот на ГТЦ? Да. Знаеш колку беше цифрата садници дека имало? Колку? 1500. И Ако го објави тревките и го објави Геровски на Плюс Инфо. И му викам Геровски 1500 садници. Дали викам имаш представа? Љубичици да се. Значи не зборам за дрва, љубичици да се. 1500. 3 крова на ГТЦ нема да го соберат. Вика, управо си, вика, ја објави, вика, како ми дојде. Добро, викам, што да ти кажам. Не, види, они научија една работа, народов не проверуе, туку, веруј ми што ти кажува. Не гледај, не слушај, не број и така натаму. И тој им поминува. До сега не беше така, ти текнуе како под лупа беше. Ја имаат у спотот, ако ти текнуе, ја имаат у спотот градоначалничката на Рачиново Милкија Халими. И вели, крајот на спотот, вели, мојот градоначалник најдобар. Како е Милкија Халими во Рачиново најдоброто за Рачиново? Она сама за себе си го вика тоа. На крајот на спотот има една порака која што вели, мојот градоначалник најдобар. Како е Милкија Халими во Рачиново најдобра? Улица нема, водовод нема, канализација нема, барем еднаш у месецот има пукање, престрелки, некој е повреден, автомати играат. Како е? Свадби има. Ма не е свадби. Направи сообраќајка жената со службена кола. Мислам, како е тоа најдоброто, како е мојот градоначалник најдобар таму? Или како е најдоброто, не знам, за градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов. Како е тој најдоброто? Петре Шилегов имаше директен контакт и одговараше на прашања. Знам Петре што го Шилегов праша, сега треба да ми одговара на суд пошто има тужба од мене. Да, за клевета, пошто лаже, сега да не бидам многу политички некоректен. Има тужба за клевета и треба да одговара за таа. Зашто? Измислуваше некои факти околу Инфомакс, него Инфомакс многу му смета и не знам кој бил собственик на Инфомакс и од каде сме добивале пари. Еве нека докаже на суд од каде сме добивале пари и кој е собственик на Инфомакс. Петре Шилегов е најдоброто за мојата општина. Што од Петре Шилегов виде ти во градот Скопје? Вис верса, Данела Арсовска. Изненадување што излегува со Данела, се очекуваше, многу ми не очекуваа дека Коце ќе го вратат затоа што на анкетите Коце страшно високо котира и има позитивна. Што мисли, зошто не го вратија Коце и зошто Данела? ВМРО ДПМН Данела е независен кандидат. И мислам дека клучно беше тоа што Данела како сама по себе како независен кандидат има доволно добар рейтинг. И претпоставувам дека ВМРО ДПМН има политичка проценка дека ако и ВМРО ДПМН ја поддржи Данела како независен, гласачите на ВМРО ДПМН кои што би гласале за Коце Трановски би осигурале победа кај Данел. Коце Трановски имаше и дури поголем рейтинг од Петре Шилегов. Мислам на последните анкети беше 24-27 така нешто беа. Коце Трановски беше дури во водство во еден момент, но не претпоставувам дека тоа не е доволен базен на гласови, ниту потенцијал да повлече она што се вели неопределено гласачко тело или тоа тивко мнозинство. Затоа мислам дека отидов со Данела. За мене Данела е пријатно изненадување. Данела јас ја познавам само од пресконференции на Комора. Мислам дека е квалитетен кадар, барем од она што се вели ново лице во политика. Данела е ново лице во политика. Да, сме гледале по телевизија, ама како во улога
економисти. Не е прв пат ВМРО ДПМН да извади кандидат надвор од своите редови. Да, беше и Трифон. Беше и Трифон. Да. Па не беше баш многу славно, не се прославија многу со Трифон. Не се проставија многу со Трифон, ама таа победа на Трифон беше катализатор за ВМРО ДПМН после тоа да добие власт. Веројатно истата стратегија, истата тактика е игра сега ВМРО ДПМН повторно. Она што можам да го видам од ВМРО ДПМН е дека имаат позитивна кампања. Сега зборувам за ВМРО ДПМН за Данела. Имаат позитивна кампања. Она што го вети Мицкоски тоа и го исполни, има сосема нови лица. Нема кандидат кој што бил претходно или со случок на еден двајца кои што се покажале имале добри резултати. Нормално е дека кои имале добри резултати дека ги стават пак. Но 98-99% од кандидатите на ВМРО ДПМН се нови лица. Кампањата од тоа што го видов до сега ја водат позитивно, нудат проекти. Јас единствено што имам видео на спот со проекти, каде што точно се наведува тоа ќе го направиме, па еве вага ќе изгледа, е кампањата на ВМРО ДПМН. Јас сега видов прв пат кампања во која што ние се запознаваме со човекот, кој е кандидатот, кажува од каде е, што е, зашто и слично. Други некако ми се викам езотерија, Петре, поправо. Ланец на точак, не знам, левица зборува за борбата на нашата или на некоја друга генерација. Демагогија. Што тоа ќе значи воопшто? Дали сметаш дека може да доведе и до предвремени парламентарни избори? Политичката логика вели дека по победа на опозиција на локални, власта ќе си ја држи власта. Што е победа? Победа е се што ќе го зборам, се што е победа за да предизвика тоа треба да биде она што го викаат американците landslide. Или ако има 65-6 општини со на кои што атакува ВМРО ДПМН, кај што има македонско гласачко тело, мнозинско македонско гласачко тело, од тие 65 да земе 63, а другите да ги земе коалициониот партнер на ВМРО ДПМН Алтернатива Алијанса, и тогаш со 75-6 општини ВМРО ДПМН, тоа се вика landslide, и тогаш да влезе во процес на така наречено насилно симење на власт, не насилно со тепање полиција, ама превземање на власт, да. Мислиш дека до тоа ќе се случи или дека ќе биде нешто пата-пата сега? Чисто проценка, не те држиме за збор, не уплаќаме у холодилница, пари не ти земам. Во овој момент, затоа што знаеме и до сега разговаравме со каква власт се соочуваме и дека не постојат, нема лимит оваа власт што би можела се да направи за да си обезбеди и понатамошно обстојување на власт. ВМРО ДПМН има голем проблем да ги обезбеди гласачките кутии, да се обезбеди од подкуп. Да, имаме ние сега фингерпринтови, ама фингерпринтовите не спречуваат некој да дојде и на Јанко да му рече ети 200 евра да гласаш за мене. Власта како власт, парите си ги носи кај себе. Со тоа мислам дека ќе има најголем проблем во ВМРО ДПМН, со притисоците ќе има проблем, со уцените ќе има проблем, многу луѓе се вработени во тие општини. Како може да се дампира тоа? Види. Ја мислев дека одма ќе ми одговориш со масовна излезеност. Не може да се дампира со масовна излезеност. Не? Ја мислам дека ако имаме ние поплава од луѓе, тешко дека ќе може да се. Мислам дека со мала излезеност веројатноста за местење е поголема. Не гледам можност за голема излезеност во овој момент. Иако треба да има голема излезеност. Ама не гледам можност баш поради овие закани, уцени и притисоци. Ти имаш ситуации во кои што се мапираат, например, цели улици, цели населби, штабовите на политичките партии тоа го прават, ги мапираат населбите и велат ој ќе оди да гласа за ВМРО или овој е незадоволен од нас или слично. И ако не може да го убеди да гласа за него, тогаш ќе го убеди да не излегува воопшто на гласање. Може ли некој да му дознае како ќе гласаш? Не може македонска и троштина? Океј бе, да, нема гајле. Ич, за тебе сум.
Ама никој не може да види што си заокружил ти позадина. Тоа е таа политичка наобразба која што мислам дека кај нас е на највисоко ниво моментално. И да, тоа дава надеж дека Така, мислам да се сложиме тука, дека народов под сите притисоци, сите уцени, сите овакво, или како викаше еден, беземи им ги парите, кажи дека ќе гласаш за нив, гласај си за тој. Никој не може да ти провери за кого си гласал. Не постои начин. Позади оној параван, кој ќе заокружиш и го склопиш, тоа е тоа. Он не може да ти го види више листот што си бил. Па не, например, иде они со имаат и тие разработена шема, даваат пари и сакаат да бидат сигурни дека за парите добиваат тоа што платиле. Имаат разработена шема и тие. Вели, ти 20 евра, 25 евра. Пред да влезеш да гласаш, сликаш, што си гласал, излагаш уште 25 евра. Ама малце е ризично да сликаш. Па, ризично е, може да е ризично кај мене и кај тебе у населба, така. Да, ама не е ризично во, не знам, у Ласкарци. Ризично е кај мене и кај тебе, има полиција, има обезбедување, има се. Јасно, разберам. Така да, голема излезност е дампинг за таа ситуација, ама и на големата излезност се работи да не се случи. Имаат СДСМ една кампања која што ја тераат година и по две, сите се исти. А тоа е баш не е така. И гледам доста го купуваат тоа. Да, и сега СДСМ си го имаат они сателити. И да идеме или на левица или на некоја друга мала партија. И си имаат. Николовски рече дека гласот за мала партија е глас за СДСМ. И ги повика гласачите да гласаат за ВМРО за да се направат овие политички промени. Ве кажи ми колку ќе добиеш ти и како ќе го смениш градоначалникот на, не знам, на Скопје, на Кисела Вода, на Ѓорче, ако гласаш у Совет за Левица и не гласаш на Ливче или гласаш за кандидатите на Левица. А самиот знаеш дека гласот за Левица е еден глас за градоначалникот актуелен или за кандидатот на опозицијата. Затоа што секој глас на опозицијата и треба за да ги надмине оние гласови што ги има позицијата до тој момент. Ти си 2 гласа минус, му нанесуваш штета на опозицијскиот кандидат ако гласаш за кандидат на мала политичка партија. И не можам да не се сложам со тоа што го кажал Николовски ми рече. Да. Не можам да не се сложам со тоа. Левица имаше шанса да се приклучи на тој опозицијски блок и да биде движечка сила. И во таа ситуација они може да имаат реално кандидати кои што ќе променеа нешто и ќе има шанса да победат. Вака оставаат само сомнеш дека одработуваат, изигруваат понтонски мост за незадоволните гласови од СДСМ. Понтонски мост за гласовите на шарената револуција, кои што природно прибежиште бараат кај Левица, нема кај ВМРО сигурно. Разбира. И не гледам дека глас за трета опција е стварно глас за трета опција. Сателити. Па тие ги тера. Левица ја тераше кампањата сите си исти. Има ли реално шанси Данела да победи? Мислам дека има, да. Прилично е самоуверен и арогантен Шилегов. Мислам тоа не е нешто ново. Ама арогантноста и самоувереноста се знак на несигурност во себе. Се да не кажам нешто мало што. Како го тумачиш пуштањето на Џукелова да трча по Данела? Пошто знаеш дека него го викаат на копче таму каде што е опасно да прави скандал и така натаму. Треба да ти го именувам аналниот. Не знам кој Џукелов. Си извинувам. Знам кој. Но знаеш што, не е битен он како лик, но кога некого вадат, дали е тоа веќе очај или ароганција, правиме што сакаме. Затоа што ја го тумачев тоа дека намирисана е голема опасност кај Данела и да се направи било каков да се фрли флека врз Данела, дека е нешто на било каков начин, на највулгарен и така натаму. И што сакаше да направат? Што сакаа да направат со тоа, да прикажат дека Данела е арогантна и дека е самобендисана и дека не ќе да одговара. Тоа сакаа да го покажат. Не мора да одке Данела, некој одке Петре. Не мора да го бркаат. Тој и самобендисан, и арогантен, и не одговара, и бега.
Тоа сака да го покажат, да направат да стават знак равенство помеѓу Петреш и Легов и Данела. Демек исто се однесува. Добија шамар на 2-3 пати, не знам колку проба, и тоа е тоа. И да, тоа е знак на очи, како што и ароганцијата и самоувереноста и не знам однесувањето на Петре у последните 4 години, тоа е знак на нешто што недостасува, нели? Па компензира што нешто друго. Што ти зборат гац тебе во целава ситуација? Имаш ли добро чувство или онака грудка носиш? Добро чувство. Имам чувство дека нешто ќе се смени на подобро. Имам чувство дека баш тоа што го цело време го потенцирам, тоа најважното мнозинство, тоа е тивкото мнозинство, тоа не знае ни вера, не знае ни нација, не знае ни политика, туку знае домакински живот. Тоа се тие домакини луѓе кои што мислам дека више им е дојдено до тука и ќе ја решат утакмицава брзо потесно. А тие луѓе, на тие луѓе не делува Не ни делува Александар, точно. ни Јанко, ни анално, ни бетално, ни данално, Апсолутно. ни ништо. Тие си има донесено став и одлука многу одамна. Така е. Бидејќи Ти има се ова донесено, што се случува афера, па се заташкала, афера, па се заташка. Колку афери, колку работи заборавивме да ги акцентираме. Ние имаме на дневна основа афери за кои сегде се паѓа власт. Па еве имаше афера како онаа со дипломатите, со бегството на организирањето на бегство на дипломати. Таа ја заборавив. Или Пасошите? пасошите. Акцијата на ДЕА. Акцијата на ДЕА. Дојда американци да апсат кај нас. Да. И уште тоа го извртаа, еве, ние соработуваме со американците. И се тоа секојдневно имаме хиперпродукција на афери. Никој редакција не можеме да постигнеме да напишеме. Да ги пренесеме. За да се едната со другата се исклучува. Секоја нова афера ја исклучува претходната, секоја нова ја исклучува претходната. И конзументот отупува. Не, конзументот заборава што било пред 4 теми, збори за актуелната. Ако го вратиш, таа е веќе стара вест, мора да иде на нова. И тоа намерно се прави. Тоа е добра којна. Тоа е одлична којна. И сега најголемата афера не е недавањето оставка во моментот. Не. Затоа што не е најактуелна. Не. Во моментов најактуелна е нели ова. Да. И сега конзументот вика, па добро па и ти ова прави. Заборава дека се случиле не знам колку работи претходно. И тоа е последната афера што ја памти. Затоа што има хиперпродукција на афери, таа последната е секогаш и А што е најинтересно, амбасадорите и оние што не мониторираат не делуваат како обичен гледач. Тоа не можеа да го разберат и кога беше францускиот Тимоние кој им кажуваше и за аферата за рекет. Не разбира. И после беа шокирани кога им председателот Макрон им рече не доаѓате во обзир. Не ве есапам. И они се нешто, ние сме као шокирани. И пак она доаѓаме сега на твоето, дечки, ние треба овдека да го решиме, не е надвор проблемот. Не е надвор проблемот, тева Макрон ти вика, извештајот вели, Македонија е корумпирана држава. Пријатно. И зашто е корумпирана? Заради овој случај, овој случај, овој случај, овој случај, овој случај, овој случај. Има нивоа на корупција. И ти вика, ти си брат, не си на ова ниво, ти си тука негде. Сожалявам се с вас. Нема тука, не е крив Макрон. Или Холандија, или Шведска, или не знам таму кои. Не се тие виновни. Кривицата е тука. Го закажуваме нашата, може да ја закажеме нашата следна средба негде ноември-декември пред парламентарните избори? Види, не верувам дека оваа власт има доволно демократски капацитет да закаже, да дозволи предвремени парламентарни избори, особено не ако опозицијата покаже добар резултат на локалните. Ако опозицијата покаже полош резултат од резултатот на власта, тогаш да, ќе има предвремени парламентарни. А ако има опозицијата подобар резултат, тогаш нема да има предвремени парламентарни. Вака правеше и Груевски, ако не се лошо. Па да, тоа е таа логика.
Значи, овие, тоа што го критикуваа Груевски, овие сега го помножија со 2 истото да го спроведуваат. Да, ако некои сите се исти, онда они се исти како тие што сакаат да ги трнат и ги трнат. И тргна. Да. Но оваа опозиција драстично се многу ми не замераа затоа што не е радикална, не пцуе, не вика, не тропа по маси. Оваа опозиција покажа, извади многу млади, нови луѓе, нови имиња, немаат никакви опашки, дури и со ризик да се ослободат од луѓе како што се, не знам, Коце, кој е навистина изворедно помина кај луѓето, но сакаат да покажат едно сосема ново лице и го покажуваат тоа ново лице и опозицијата полека мислам дека народот, јавноста ја сваќа дека не се они пасивни, него едноставно веќе се обидуваат да делуваат европски овдека, што е несвојствено, сваќаш, несвојствено е некој да се однесува така. Ние сме научени на лумпен пролетаријат, ние сме научени на скандалозни изјави, на трвење, а добро забележа дека нивната кампања не е негативна, многу е позитивна, они не се занимаваат со, бидејќи мислам дека на народов не го преценуваат, туку му велат сам да процени. Не ти чинеше? Да. Избери нов. Ти чинеше, окей. Ако не, терај, дај друг. Да, се согласувам. И тоа е многу фер е, да ти кажам, многу е човечки и ти дава надеж дека со разбрани луѓе утре ќе имаш работа. Да. Не, се согласувам со оваа твоја анализа. И тоа е тоа. ВМРО ДПМН покажува капацитет да се промени, да се реформира и се реформираш. Луѓе кои што нели имале шанса, не биле доволно добри или биле премногу добри, па биле на удар на шарена револуција, па ги тргнале, биле искомпромитирани затоа што, не знам, не можело на никаков друг начин да им се сруши и рейтинг и интегритет, па им пуштаа снимки. Тие луѓе се целосно повлечени на тина страна. Ова се нови луѓе во ВМРО ДПМН и до сега нели новинари сме смиделе по пресуи, ги знаеме, ги следиме тие се. Ова се нови луѓе, јас ги гледам спотовите, ја не знам од таму од тие луѓе, некој да бил претходно актуелен функционер на ВМРО ДПМН. И мислам дека тоа им е добра стратегија, добра тактика. Мислам дека и луѓето веќе сакаат да видат нови луѓе, доста е више 40 години Радмила Шекеринска да ја гледаме на телевизија, само различна форма. Доста е веќе да доста више од тие луѓе. Има нова генерација, има спремна генерација, има генерација која што знае што сега, која што го прошетала светот, која што знае да направи разлика помеѓу тоа што е кич и тоа што не е кич, тоа што е добро и тоа што е лошо. И мислам дека ВМРО ДПМН има сериозно добра шанса на овие избори. Што правите со Инфомакс? Ке ја правиш телевизија, доста еволуираш. Од оние кратки вести, бомбастични и така натаму, веќе со сериозна видеопродукција, па дури и со подкасти. Мене ми се бендица конкретно со Бетмен подкастот, ама го нема некое последно време. Гледам подолго немало време, ама предпоставам тоа е веќе меѓусезони. Меѓусезона е, да. Меѓусезона пауза е, сите се емисии стајани у меѓусезона. Пауза. Интересна форма е тоа, невообичаена. Малце нешто ми е помеѓу едноки со живи ликои. Да, тоа беше идејата. Сега, веројатно, пред втор круг, некаде ќе почнеме со сите емисии. Бетмен треба веројатно да се одмори за да почне да работи. Многу му се собираат и на него овие секој ден афери. И пред некој ден баш разговаравме, викаме 3-4 сата се напишам текст за ова све, мислам. Истото и мене ми го кажа денеска се слушна. Баш го праша, викам Александар, кај мене, викам ти шо правиш со ова, кој ќе го спомнам, викам за подкастите, пошто е интересно како, нели, невообичаено. Деки, знаеш зашто? Да се вратиме на Инфомакс. Она што ти го правиш, телевизии немаат толку продукција. Телевизии немаат толку продукција. Телевизиите најголеми и наизвикани останаа само на вести. На вести и на некоја емисиичка. Сега од глуми емисиички за
за избориве. Да, за избори, пошто тука Да. договори се потпишуваат за текмисти. Од друга страна еден Инфомакс вади значи неколку лика со таков дискурс, со овакви анализи, со онакви анализи, плюс продукцијата, идење на терен и така натаму. Веќе почнувате сериозно да ги газите телевизиите. Имаш ли некоја идеја? На кај ќе иде Инфомакс? Те прашав и прошлиот пат. Прилично скок имаш у позитивна смисла. Искрено да ти кажам, јас лично, ако ме прашуваш мене, ја најдобро се наоѓам у пишана форма. Пишаниот збор е по мене остава поголем впечаток од Чита ли народ или гледа? Што сака поише? Чита. Чита народ, значи Ама чита наслов и поднаслов или чита? не, чита текст, ама мора да има и добар излог. Значи мора да има и добар наслов, Так. ќе види насловот, нели? Кликбейт. Да, мора. Мислам тоа е основата. Зашто би имале Колку телевизиите? чита? 60, 120 реда? Колку е максимумот денеска? Пошто ја Види нас се трудам поише од 120 реда, у најголема инспирација да не идам поише. не, текстовите се генерално просек на текст е 300 реда текст. Тоа се текстовите. Сега колку читаат и колку се задржуваат на сајт, нели, еве за 300 реда ако треба минута и пол, минута и 40 секунди, кај нас се задржуваат толку, минута и пол, минута и 40. Значи читаат. Кога би идал со некои содржини кои се овакво, дали ве ставија под совет за радиодифузија како што се телевизиите? Не. Значи, Нема законско решение за нас онлайн медиумите, иако ние бараме да бидеме ставени у закон, да бидеме регулирани, за да немаме џукели, какви што спомена, да бидеме лиценцирани. Не може да има секој да си отвори портал, да си укуца домеин и да почне да пишува. Тоа не е медиум, тоа не е медиум. Медиум подразбира деск, проверка на информации, телефони. Тоа е медиум. тоа е медиум, Уредништво. другото е блог, треба да. Другото е блог. Медиумите и онлайн медиумите, и јас се залагам за тоа да бидат ставени во законска рамка и да се знае кои се нашите права и кои се врските и да се знаат точно условите за влез у тој простор. Знаеш зашто те прашам? Не можеш да предпоставиш. Ствари може ако те цедам као лимун па ти играм пинг-понг. Па да ги вратам фудбалските преноси негдека. Тоа би било. Ја ти го предложив тоа минатиот пат, за светско беше. Ти го предложив да Замисли европското да го правевме од негдека. Да, тоа ќе беше хит. Знаеш колку сум те слушал? Кога си правил преноси? Многу. А знаеш ли зашто ги правевме преносите? За да не би ти биде досадно сам да ги правиш. Да не можев да ги следам овие нашија. Беа досадни. Дај ние ќе си коментираме. Да. И гледам сега пак го барате и викам, али чим си го барате уште Калински и Панчев, терејте си. Кој ќе ме побарате мене, ќе дојдам кај тебе. Ја те побарав, ја ти кажав минатиот пат, ти реков да ја правиш. Публика треба да не побара. Ама треба да го обмислиме, не, многу време, многу енергија и треба да се обмисли убаво, треба и гости да се веќе никој не доаѓа без пари, треба да се плата, знаеш, она. И треба да се направи една форма, па да видиме онлайн. Па после не ни треба политика, само ќе тераме Лига на шампиони, Европско првенство, Светско првенство, Лига на шампиони, што имаме Куп на Америка, имаме атлетика, имаме калчо, готово, Калчо. ќе го фатиме и англиското, не интересира. Гласајте која сакате да ја коментираме сега. Да. Само. Ете ти план. Добра идеја. Фала ти што беше гостин вечерва, што одвои време. И ти благодарам на сите овие анализи кои ни ги предочи. Фала ти уште еднаш на поканата и сето очекувам да видиш гостин кај мене емисија. Со задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Лека ноќ и пријатно.